Мелеем, дел од вие ја знаете работата на Мелеем, дел од вас не, дел од вас делимично, па затоа ќе ја споделам работата која што имаме работено во последните години. Го гледате мојот екран? Вака си да. Еве, сега треба и да прифаќам луѓе, добра. Чекайте го намалку. Океј. Ако некој не гледа, нека ми каже, нека ми пише, затоа што јас сум и админ на настанов, па не гледам што ќе видим па ќе пишем на видеош. Океј, значи вака, Мелеем Скопје Здружение за развој на урбана култура и актуализација на простор. Ние се занимаваме со јавни настани, како што е овој настан, со урбан мебел, не урбан equipment. Ова тука се проектите што ќе ви ги покажам. Refurbishment of bus station во Белград и Скопје 55. Првиот настан кој што никогаш го организиравме беше кај студентскиот дом Гоце Делчев. Практично ние започнавме целата наша приказна околу домот Гоце Делчев. Тој простор генерално ни е обсесија на сите во Скопје, така што го поканивме архитектот на домот Гоце Делчев. Тоа што ние сметавме дека недостасува во Скопје е тоа што архитектонските теми стојат на архитектонскиот факултет и не излегуваат надвор на улица, тоест има луѓе кои што ги интересираат работи за градот, меѓутоа немаат како да ги дознаат и дека тие теми стојат на некој висок јазик во архитектонските кругови. Значи нашата идеја беше да ги извадиме тие теми надвор на улица и да го почнеме муабетот на улица за проблемите во нашиот град, затоа што сметаме дека тоа е единствениот начин да го подобриме нашиот град. Со игнорирање на локалните жители, властите и слично, ние не можеме, само ќе си цртаме и тие цртежи ќе се останат совршени во компјутер и тоа е тоа. Значи го организиравме овој настан кој што беше отворен за сите. Еве гледате на терасата стојат луѓе кои што го следат настанот и практично архитектот ги покажа своите идеи пред луѓето на улица. Ова се некои други настани, значи во Тетово организиравме за еден парк Ајдучко, ова е некоја инсталација White Night, каде што поставивме, била инсталација во градскиот парк и сите тие работи беа во текот на, практично ние бевме студенти. Откако завршивме со студирање, почнавме малку посериозно да се занимаваме со овие работи. Ги користевме нашите контакти, значи кој студирал во странство и слично, за да и се уште го правиме тоа, за да ги донесеме овде и да сето тоа што ние го познаваме да го пренесеме на пошироката публика. Значи ова беше професор Луис Вивес од Барселона, ова е друга дискусија каде што локални архитекти разговараат за градот. Што значи дизајн за нас? Значи генерално за светот дизајн значи ултра нешто скапо, недостижно, и се е тоа супер, значи ние не го оспоруваме тој дизајн, меѓутоа ние сме заинтересирани за дизајн кој што ќе биде корисен за општеството и бесплатен. Значи луѓето нема да платат за да го користат тој дизајн. Океј. Ова е некоја слика од Шутка или Топана, фотографија со еден стар мобилен, каде што луѓето се седат на овие бели познати столчиња на улица и практично ние се заинтересуваме околу овие сцени. Ова е фотографија од Рим, каде што човекот се седи на скали и се чита нешто. Проблемот со нашите нови згради во Скопје и генерално во Македонија е што се заборавија тие скали или делови од зградата кои што прават конекција со јавниот простор. Значи се гради зграда сама за себе и се заборава која ќе биде конекцијата помеѓу зградата и јавниот простор и како таа зграда ќе допринесе за јавниот живот на граѓаните. Прв наш проект кој што го изведовме е урбан модулар во Тетово. Како започна идејата? Значи околу тоа паркче Ајдучко во Тетово, кој што е едно од последните паркчиња во градот, затоа што Тетово е дури не знам со тоа градење на стамбени згради дури е полошо од Скопје, барем тоа е моја перцепција.
оваа сцена ја забележавме, значи што сите ја знаете, значи никој не седи на долниот дел од клупата, сите седат на горниот дел од клупата. И ние рековме, окей, значи можеби дизајнот на клупата не е окей, не им дозволува на луѓето да седат погоре, затоа што кога ќе седи човекот погоре се гледа очи во очи со тие што стојат. Значи треба да направиме дизајн кој што ќе одговори на оваа потреба. И така решивме дека практично тоа треба да е дизајн за еден човек, значи клупа за еден човек, кој што ќе може да се постави на различна позиција. И во овој парк кој што исто така можете да забележите дека е многу прљав, препознавме една бетонска подлога која што може да биде позиција за поставување на нашата урбана опрема. Ова е првата скица која што направивме, значи тоа да биде една клупа која што се мултиплицира во висина. Ова е прва таксонометрија, нели како што кажа Ирген. Може да послужи добро за да се направи привид на целиот простор. И практично решивме да биде свртена спрема игралиштето, тоест пола игралишта, со тоа што би била користена и како трибина. Ова се некои графики, значи фотошопирани. И ова е шемата која што ни служеше за како да ја монтираме. Значи сите тие парчиња се исти, но се за малку различни. Например, ова и ова парче се слични, но на нешто имаат разлика, затоа што ова е малку подолго од ова за да го премости овој дел. Овие се со клупа и слично. Значи имавме различни модули. Ова е деталот на секоја парча. И ова се шемите кои што ги испративме на столар за да ги изработи. Потоа исто така учествувавме на Миксер фестивал што во Белград, каде што го изложивме овој проект и во тој момент требаше да направиме макета, немавме простор каде да го работиме тоа. И значи една другарка, таткото, ја искористивме неговата метничка галерија. Ова го кажувам чисто за да знаете дека не може да биде оправдување, немам простор или ова ми фали, или она ми фали. Секогаш, ако стварно имате некоја добра идеја, сакате да го изреализирате тоа, ќе најдете простор и ќе замолите некој и слично. Можете на факултет да го работите. Ова се макетите кои што ги направивме. Ова е во 1:1 размер моделот. Ова е на изложбата во Белград и ова е поставувањето на локација. Значи секогаш се трудиме да изведбата на овие проекти биде направена од страна на студентите по архитектура и од страна на локалните жители, нормално со асистенција и надзор на мајстори, за да нема повреда. Меѓутоа, сметаме дека тоа е нешто што недостасува на архитектонскиот факултет и на сите други факултети во Скопје, тоест изведба и студентите излегуваат од факултетот без вакви некои вештини, како што кажуваше вчера Кристијан на нивниот факултет во Грац. Тоа е од прва година го започнуваат и заради тоа ние сме исклучиво фокусирани на овој дел од проектите. Значи ова е изведбата на урбан модулар во Тетово, со звучник, со музика, со чај, со еве ги шемите кај што ги гледаме. Локалните дечиња ги ангажиравме да го соберат ѓубрето и на крај отваравме шампањи за да прославиме, тоест детски шампањи за што имаше и деца, па да не се чувствуваат excluded. И ова се фотографиите на крај од интервенцијата. Ако можете да забележите, на првата слика дрвото беше многу помало, а потоа додека стигнеме до изведба, затоа што баравме дозвола во општина, па да се направи од мајстор, дрвцето ни порасна, а идејата е дрвцето да биде како сенка за урбаната опрема. И ова кога го фотографиравме, децата наеднаш се качија на самата урбана опрема, без ние да им речеме качете се да го фотографираме, туку едноставно самите го препозна опремата и тоа ни беше многу мило. И потоа направивме изложба во Скопје. Истиот проект го направивме во Прилеп. Значи ова е еден објект кој што има прекрасна архитектура, Центар за култура Марко Цепенко во Прилеп. Меѓутоа, за жал, зградата не е доволно искористена. Значи ние во Македонија имаме објекти кои што имаат прекрасни услови, но за жал нема доволно програм. И заради тоа решивме во задниот двор на овој објект, каде што најдовме слична бетонска подлога, да го поставиме повторно урбан модулар во различна формација. Овде веќе беше ноември, врнеше тој ден, беше негде околу 11 степени, меѓутоа студентите пола од Скопје дојдоа со воз, со автобус и еве со капулјачи, со се и сите дојдоа да го скопуваат, на крај срекни
го завршивме. Ова е фотографија која што добивме на Инстаграм, на Мелен профилот, кој што ни ја прати некој локален жител, како живее понатака урбаната опрема и многу ни беше драго што сите ни рекоа ова одма ќе се украде, ова одма ќе се скрши, ќе се запали. Многу ни е драго што многу добро беше прифатено и што ете после значи не знам една година или така нешто или можеби не, значи беше во јуни стано, ова беше негде во ноември, после неколку месеци не било запалено и изгорено, сега моментално не знам што се случува, ако некој од тоа може да каже. Исто така, значи имаме идеја тој проект да продолжи да се поставува и на други места. Секој модул е пренослив. За овој проект бевме номинирани за Европска награда Мис Ван дер Роја за современа архитектура 2019 година. Добивме награда во Љубљана за дизајн по темата City and Community, значи не дизајн како што ви реков Ferrari дизајн, туку City and Community, нешто околу кое ние се еве, значи City and Community. Исто така имаме работено на интернационални проекти, меѓу кои не поканена Belgrade International Architecture Week, не поканија да интервенираме на оваа автобуска постојка, значи не ги испративе фотографии во Скопје и ние организиравме работилница затоа што сакавме да работиме на овие страни, значи нашиот процес не е I am the best designer, него као дајте да вклучиме студенти и млади заедно во комјунити процес да го дизајнираме ова, затоа што веруваме дека заедно можеме да направиме многу повеќе него еден архитект. И практично секогаш се залагаме за тоа и сакаме да излеземе од тоа дека мојот дизајн е подобар од твојот, затоа сакаме да создадеме платформа и за нашите колеги архитекти на наша возраст, да го организираме овој вебинар, да ги споделат нивните проекти, да се поддржуваме заедно, затоа што само така ќе кренеме културата на архитектурата во нашата земја. Организиравме работилница каде што студентите ги изработија мрежите во размер 1:25 мислам дека беше и потоа во 1:1 ги создадовме краевите, како што можете да забележите, тие се делени на парчиња заради тоа што со автомобил требаше да ги префрлиме до Белград, значи за тоа све се спакува. Ова беше рендерот кој што им го пративме, меѓутоа не ни дозволија да ги ставиме предните панели заради тоа што не знам, би се случувале девијантни појави како собирање на илегални групи, меѓутоа иако ние не веруваме во тоа, едноставно веруваме во луѓето и сметаме дека таквиот однос као тука ќе се собираат нелегални луѓе всушност создава недоверба во граѓаните, меѓутоа и покрај многу разговори не успеавме да ги убедиме. Значи обоивме целата станица црна. Значи ние се работиме, не дозволуваме мајстор, секогаш може да има асистенс од мајстор, меѓутоа многу е битно ние со рака да го направиме тоа. Клупите ги сплетовме, страните ги направивме и на крај црната табла беше идеја, затоа што на почетокот кога ја видовте станицата имаше веќе шкртано нешто и значи ние сакаме да дозволиме понатака да се продолжи да се шкрта на овие панели. Значи им дадовме креди и децата кои што всушност ова е едно ромско школо што е во близина, практично ни помага, си нацртаа колку го сака и така натака. Ова е урбана интервенција во Скопје, работевме во музеот на град Скопје, значи први направивме макети, каде што студентите направија макета од Скопје со црвен конец за тоа како го користат градот и под која фреквенција користат некои простори. Како резултат на тоа добивме различни геометриски форми. Исто така, за нас е многу важно да ги контактираме архитектите на било кој простор. Ова е Трајко Димитров, архитект на Палома Бјанка, затоа што работевме на Парк Форум, тоа е во близина на Палома Бјанка, тој ни направи една прошетка и ни објасни како се користел просторот. На крајот одбравме една од нивните макети, која што беше значи не по тип ова е најдобра и ти си најдобар, него по тип најмногу можеше feasible да се реализира и сите студенти заедно ја реализираа во просторот. Изимавме некои фотографии со дрон. Целта на оваа интервенција, ова е temporary intervention, е да го нагласиме постоењето на овој простор во време трајањето една недела, со тоа што луѓето кои што ќе поминат ќе можат да обрнат внимание, да речат, добро, ова е интересен простор, зашто никогаш не сум размислила дека можам тука да седам или
дека може да се реновира, например, од страна на властите. Сега ќе ви покажам некои работи од нашиот вебсайт. Чисто за да знаете, мислам, како и да ги барате и друг пат нашите проекти. Ова се 6 проекти кои што ги гледате тука, кои што ги изработивме во последната година заедно со студенти, значи 6 урбани интервенции кои што сите треба да се изведат, меѓутоа заради кризата се постпонат. Ќе ви покажам, значи тука можете да ги разгледате сите. Значи едно е за Парк Форум, едно е за студентски дом Гоце Делчев, едно е за студентски дом Пелагонија, студентски дом Штип, студентски дом Битола и плоштад Балет. Сите ги имате на нашиот Инстаграм. Овие ги работевме во соработка со Павел Влајански, Никола Георгиевски, Ирена Милоевска, Милка Докузова и така натаму. Значи, практично тоа се многу луѓе вклучени во нашите проекти. Не е тоа никогаш еден човек. И за крај ќе ви пуштам едно видео каде што нашите студенти направија практично за овој проект за студентскиот дом Гоце Делчев. Направивме видео каде што студентите ја објаснуваат идејата и ова видео ќе го користиме за целите на краудфандинг за овој проект. Заради тоа што имаше проблем со некакви финанси, така што сега ќе се обидеме да собереме финанси од повеќе места и ќе ви го пуштам ова видео. Сега не знам дали звукот ќе се слуша, валја? Да се слуша. сегменти, тоа се поставување на дефинирана урбана опрема, обнова на фартерот и осветлување. Генерално ваквата конфигурација визуелно ќе збогати и програмски ќе надополни геометриската повторливост на средата, така што урбаната опрема ќе биде најдинамично поставена од двете страни на земјата, односно кон паркот и кон зградата на студентскиот дом, со цел студентите да можат на различен начин да го искористат целиот простор. Урбаната опрема се состои од 4 модуларни кутки кои што ќе бидат поставени во таблите на земјата и од 6 кутки кои што ќе се прекутуваат, но нема да допираат структурата. Коцките се всушност метална конструкција која што ќе биде обоена во крем боја, ќе биде поставена без челични подпори и на бетонски темели, и секоја од овие коцки нуди различна програма. Додека имаме коцката за вежбање што студентите ќе можат да изследуваат различни атлетски вежби, потоа имаме коцката за одмор, на која ќе биде поставена мрежа пјажња, каде што студентите ќе можат да седнат или легнат во поопуштена положба, коцката за лесно обување и седење, и на крај имаме коцката за разговор и читење, каде што поголема група на студенти ќе може да седнат, читаат, учат, разговарат и изvedуваат слични активности. Кон зградата на студентскиот дом ќе биде поставена и патека, така што ќе биде лесно пристапна урбаната опрема од двете страни. Секако не е случајно можноста ова опрема да биде искористена од страна на локалните жители да биде може. Би надополнил дека покрај овие неутрални квадрати кои имаат идентична ширина, висина и должина од 240 cm, поставивме ленински црвени елементи кои представуваат дрвени клупи. Тие имаат за цел да ги надополнат останатите записи на веќе постоечката бруталистичка структура, при тоа давајќи му нов карактер на просторот, имајќи предвид дека веќе може да се седи на бетонскиот елемент. Дрвените клупи ја реинтерпретираат обичната клупа во нов елемент кој ќе даде подинамична сценарија. Дополнително дрвената боја пак бива акцентирала местото, а и му дава нова енергија на просторот. Таквото партерно решение воспоставува кохезија помеѓу различните елементи во урбаната опрема. Изборот на материјали е направен врз основа на функциите на самите коцки. Така, под коцката за вежбање ќе биде поставена црвена подлога за вежбање. Во близина на коцките за одмор и одување ќе бидат поставени ситни камчиња, додека пак коцките за разговор или читање ќе бидат во средина на ниско граничисто зелено, а останатиот дел од подот ќе биде обложен со камчиња во бетон. Изборот на материјали за овој проект се согласно нивната достапност на локалниот пазар, како и лесната изvedба и лесната одржливост. Со цел да создадеме пријатен амбиент и во текот на вечерните часови, во овој проект вклучивме два следни технички запади. На првиот запад подразбира замена на постоечкото осветлување со нови LED светилки, кои ќе бидат надополнети со фотоволтаични генератори. Вториот запад подразбира
трансфера, поставување на амбиентално осветлување, односно поставување на LED-ленти по целата должина на бетонската структура. На овој начин, овој бруталистички елемент ќе може дополнително да се истакне, а воедно и да се соедини со новопоставената урбана обрана. Многу заедно ги подржите овие наши прекрасни иницијативи и идеи. Можете финансиски да направите тоа како физичко или правно лице со донирање на мала сума, средна сума или голема, или да стапите во контакт со нас и да видиме како се работи промошување на пари. Благодарам. Тоа е дечки од Мелем. Од нашата работа се надевам чекайте ми се. Доколку имате некакви прашања или сакате да отвориме некоја дискусија, некој коментар за нашите проекти, се дојдени. Сакам да бидам кратка и концизна за да не одземам многу време. Бекер. Прашувам. Од аспект на одржливост и мобилност, кое дрво е користено за проектот со модулите и дали при редење на модулите се дополнително се заштрафуваат, пресврстуваат еден со друг? Вака, значи, за двете, за во Скопје, за Тетово е користено чам, а за во Битола е користено, за Прилеп користено е бел бор. Зошто? Чамот беше поевтин, иако и чамот е некој бор, меѓутоа беше поевтин, меѓутоа се покажа дека после некое време многу брзо пожолтува и практично ние со овој проект учавме и учиме како реагира дрвото и како се однесува и многу позадоволни сме од изведбата и практично тоа беше прв контакт со мајстори, па кој мајстор е добар, кој мајстор баш како што лимитација на буџет, значи ние добивме некој буџет од $1,500, значи таа интервенција кошта $1,500. Па и тоа беше тешко да се склопи се во таа цена. Инаку се заштрафуваат, да, тие едно со друго се заштрафуваат, значи тие се направени како посебни претходно во работилница и на локација студентите ги заштрафуваат една меѓу друга и исто така првите се заштрафуваат на бетонската подлога. Затоа секогаш бараме бетонска подлога за да не дополнително бетонираме, што ја отежнало и конструкцијата и не знам, би ја загадиле околината. Значи сакаме да изградиме нешто врз нешто што е постоечко, значи да дадеме функција на нешто што веќе постои. Друго прашање? Здраво, Сара, се слушам? Да. Добро. Михаела е тука. Сакам да прашам за домот, бидејќи ние на факултет веќе работевме исто на интервенција на Гоце Делчев, главно на дворот. И сакам да прашам дали имате контактирано, например, со одговорните и колку тие се заинтересирани за... Бидејќи имам гледано на нивниот сајт дека веќе имаат нешто, например, за клупи, ставање за сијалици, веќе имаат некои проекти, да речеме, ама колку се тие заинтересирани за некоја ваква интервенција? Вака, значи, приказката за домот е следна. Ние во октомври организиравме на работилница, 2019, кога домот беше за никаде. Како резултат на таа работилница, они го реновираа и ставија клупи. Значи, ние бевме во соработка со директорот на домот. Во соработка во смисол, он беше информиран за се што работиме. Така што генерално сега имаме добар фидбек. Исто така директорот го сподели овој наш проект на неговите социјални мрежи. Што пак ќе речам, не е наш затоа што не го имам дизајнирано јас, него е на студенти. Значи не е секогаш, значи тоа е една колективна работа. И сега, меѓутоа, проблемот е што не се одредени значи не е секогаш да ви дадат јес, него треба да ви дадат пари. Значи супер е све да лајкаат и да не шаруваат и да не кажат браво, ама треба и да плати некој за тоа. И заради тоа ние рековме дека ќе почнеме со оваа кампања, кај што ќе направиме и видео и сега следниот чекор е сакаме да направиме мајци, чаши и слично, например. Една мајца ќе кошта $600, нас ќе кошта $300 да ја направиме, $300 да бидат за интервенцијата. И сега така некако да собираме пари на еден начин, па да контактираме фирми на друг начин и така.
така што практично со тоа се занимаваме и има луѓе што се заинтересирани да ни помогнат затоа што го препознаваат тоа што го правиме. Значи до сега сме успеале да најдеме средства и заради тоа не се откажуваме и заради тоа е добро да се вклучуваат нови генерации затоа што учат како да се справуваш со нашиот систем, со нашите власти, со како да најдеш финансии. Тоа е една многу добра школа и за понатак и за други проекти, зашто во секој проект имаш клиенти, имаш финансии. Така што чисто као една вежба е многу добра. Мислам дека би било многу интересно да се направи например некаков настан каде што ќе доаѓаат студенти, да речеме да плаќаат некоја влезница. Генерално ние не сакаме од студентите да земаме пари, затоа што студентите се сиромашни, ама сакаме од тоа да не бидат некои многу високи пари. Да. Ама да, се е опција, да. Али сите што се заинтересирани се вклучите во нашите проекти, можете да ни пишете и имаме простор за сите буквално.